Екипата на телевизија Стар традиционално секој петок е тука на градскиот пазар. Наш соговорник, од кој што добивате сигурни и добри, пред се практични совети, е господинот Ване Јованов. Ово што го држам во мене е кромит. Господин Јованов, каков вид на кромит е ова? Ово е вид на погачар. Од почетокот да кажеме дека како се дојде до него. Се продава арпаджик, така наречено, или кокар, понекогу го викат, и од него се сади. Кога ќе се насаде, пролетта ние добиваме млад кромит. Тоа се вика арпаджик. Така да, додека трае таа зелена маса, додека јадеме зелен кромит, ова расте. Шом го оставиме ова да порасте, го изгазиме и на крајот некаде околу 15 јули го вадиме од земјата. Дали е лесно да се одгледува? Бара ли посебни услови или? Не бара посебни услови, добро е да ја обработите земјата и да го наводнувате. Кога се сади? Се сади во мај. Мај до 10 најкасно. Да, некои често имаат проблеми со насолзување на очите. Ваш совет како кога ќе сечат? И кажа вака сега. Секоја домакинка кога сече оваков кромит кој дроби, во устата само може да се држе една дрвце овие што палиме огин. Кибрич, едно кибрич. Одбива го, лутината одбива. Така да нема да она ни да почувствува дека дроби кромит. Добре, и секогаш вообичаеното прашање, како да препознаеме дека овој кромит е квалитетен, дека е сочен и дека е добар за додаток во било какво јаде? Познава во однос на другиот, оно што е влагиот, многу лесно. Ова има форма на погачичка, затоа го викаме погачар, а оно е форма на топка. Така да, овој кромит најмногу во домакинство се употребува за подпршка. И е вкусен и друг вкус дава на течеме јанија, ако правиме гулаш, друг вкус дава. Ова се цените до попладневните часови на оделни производи. Лубеница 25 денари за килограм, тиквички 20 денари за парче, домат 45 денари за килограм, диња 50, краставици 30, пипер 40 до 80, праски од 100 до 120, јаболка 100, кајси 130 и круши од 100 до 160 денари за килограм.